Отворен е патот кон уставни промени на 18 август собраниска седница. Il y a un momentum européen et il s'agit de ne pas perdre ce moment. Какви би биле импликациите врз државата доколку до крајот на оваа година не бидат спроведени уставните промени? Le pays ne pourra pas avancer davantage dans sa voie d'intégration européenne. Et la situation durera aussi longtemps que cette situation de blocage au Parlement perdurera. Како член на работната група, апсолутно со ништо не е загрозен македонскиот идентитет со уставните измени и индициите се дека може да влеземе во втор бран на изолација. Таа изолација може да доведе до некоја внатрешна имплозија која што дури би можела да ги заследи меѓуетничките линии. Неказнивоста, неажурноста, селективноста и натаму аномалии во македонското политичко и општествено поднебје. Немаат доволно отпорни системи на корупција. Дали во случајот со вице-премиерот може да има тука и обид за прикривање? Сме го регистрирале тој висок ризик од корупција, дека поради прикривање на својот имотот се става на име на некој близок. Ценетоста потекнува на некој начин и почитот кон државата исто од кај што потекнувате, а тоа сепак зависи од нас. Следете го последното издание на Трилинг за оваа сезона вечерва 20 часот и 45 минути.